Има живот и без Европската Унија и тоа достоинствен и успешен. На Македонија се поставуваат премногу барања и услови за влез во Унијата и земјата сама треба да одлучи кој пат ќе го одбере, порача хрватскиот претседател Зоран Милановиќ по средбата со претседателката Силјановска Давкова во Загреб. ЕУ и НАТО, како што порача тој, се само надоградба или фасада, но никако темелите им на трешноста на една зграда или куќа. Македонија самата ќе одлучи што е поважно и кој пат го бира. Тоа секако е пат на сигурноста, на задоволството, на благосостојба, на мир и на спокојство на граѓаните на Република Македонија од сите етнички групи и националности, а ова другото, вклучувајќи Европската Унија и НАТО, е фасада. Еден вид на енергетска обнова, стиропор. Ова за нив трае предолго, пред 5, 6, 7 години, ова не би го рекол, денес ова го велам, бидејќи тоа е она што го гледам. Постои живот и без Европската Унија, успешен и сосема достоинствен живот. Според Силјановска Давкова, пристапувањето на земјава кон Унијата се претворило во маратон со непредвидливи пречки и побара од Унијата да нема двојни стандарди, а земјава да биде вреднувана и оценувана како сите други, врз основа на постигнатите резултати. Порача и дека Македонија е отворена за диалог со Бугарија, но дека во вториот протокол за кој известувачот во Европскиот парламент Томас Вајц планира да побара и толкување од Советот на Европа, никаде не се споменува промена на уставот. Бара од правната служба на Советот толкување на вториот протокол. Договорот за добрососедство и пријателство нема ниту еден збор за уставни измени. Ниту еден збор. Не може двајца министри за надворешни во улога на конзули да менуваат договор. Како тоа влегло во преговарачката рамка и во заклучоците, мене не ми е јасно. Со тој протокол може да се отвараат и веќе се наброени во протоколот нови и нови прашања што немаат врска со копенхашките критериуми, туку значат директно мешање во внатрешните работи на една суверена држава. Во рамки на официјалната посета на Хрватска, Силјановска Давкова оствари средба и со хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, а положи и венец на спомен бистата на Блаже Конески, како и на споменикот на татковината. Утре шефицата на државата ќе одржи и предавање на правниот факултет во Загреб.